Не се киселините проблем многу често кои што само од себе се случили или не знам ние сме претерале сега со кисела храна или сме јаделе прекасно навечер, што е исто така индуктор за киселини во желудникот. Едноставно има подлога во хеликобактер и во таква ситуација тоа што ние земаме на своја рака антациди па и инхибитори на протонска пумпа за да го стабилизираме тој проблем и киселините се објективен проблем. Нема да седиме така, непријатно е, не можеме да функционираме, ќе ни смети на сонот. Навечер, значи ние не го лечиме проблемот. Проблемот останува, ги лечиме симптомите само моментално. Доколку овие симптоми се повторуваат, ќе ги наведеме уште еднаш зашто е важно да се знае. Значи, диспепсија, стомачна болка, надуеност, чувство на ситост и така натака се повторуваат во секојдневно или повремено во период од 2 до 4 недели, иако ние при тоа се храниме нормално, не претеруваме веројатно секој ден со цигари, со алкохол и со масна така, не мора ниту да се претера некогаш со храната или со овие други некои. Така, ако проблемот постои, ако е висока количината на хеликобактер, ние велиме аналитички изнад 1,1 во серолошки тест, ако е концентрацијата на хеликобактер, тоа е веќе ситуација кога бара третман соодветен. Значи во таква една ситуација кој ќе ги видиме овие симптоми, треба да помислиме дека станува збор за хеликобактер и треба да се обратиме на лекар или да направиме тест